Веќе 30 на години, нашиот земјоделски производител, покрај тоа што се соочува со секоја година на зголемување на цените на репроматеријалите, ѓубрива, заштитни средства, семенски материјали, се соочува и со пласманот на самите производи. Таа е најтешкиот проблем. Не ти е криво кога ќе инвестираш, кога ќе работиш, ќе се мачеш за варналост, не ќе трчеш тоа, кога ќе дојде ред за продавање и кога работиш за ситни пари, тогава ни паѓа најтешко. Воведувањето на дигитализација во врска со пласманот на самите земјоделски производители е добра некоја, да речеме, предност како и на кој начин да ги пласира земјоделецот своите производи. Со интернет продавањето може да биде најдобро, само треба некој да го спроведе. Децата може, они се усовршени за тие работи. Ние сме веќе у подмини години, ја не би знаел това да го спроведам. Во склоп на самиот проект се опремени канцеларија и тренинг центар во кој ќе се држат обуките за земјоделци, предприемачи, како и за собствениците на индивидуални сместувачки капацитети. Структурата на предавањата е различна. Тука ни се земјоделците кои што веќе традиционално се занимаваат со земјоделското производство, каде што обуките, предавањата во поголемиот дел се насочени кон промена на навиките, кон воведување на нови технологии, методи, дали е тоа за производство, дали е за преработка, дали е за нова бизнис ориентација. Како може да придонесат во семејното земјоделско стопанство со нови идеи, нели технологијата сега, особено на младите, им е многу достапна, како да ја искористат за целите на сопственото земјоделско производство, како да го напредат, како можеби да се развијат во нови насоки во на кое што веќе го работат нивните родители. На предавањето кој што беше денеска се зборуваше за Европската унија, за целите и конкретно за ИПАРД програмата. Се запознавме со ИПАРД програмата и тоа може да биде и како идеја за мене, бидејќи овој крај е препознатлив по тоа што има голема земјоделска обработка. Темата е бизнес и искрено оваа тема нам и моите соученици ни помага да, например, некој ден и ние да си отвориме свој бизнес во местото каде што живееме. Најголемиот дел од жените се дома, работат паралелно исто со останатите членови во семејството, меѓутоа не е толку препознаен или видлив нивниот труд. И многу е важно и нив да ги анимираме и мотивираме да бидат вклучени во овој процес, па дури и во делот на развојот на претприемништвото.